Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Не стивнува изградбата на дивоградби во Националниот парк Галичица. Жената во југозападниот регион се уште го нема заслуженото место во општеството. Под слоганот "Сиромаштијата има женско лице", протестен марш за женските права. Започнува скрининг за бесплатни превентивни прегледи за рак на грло на матката. Намалување на ковид бранот. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид преовладуваше претежно облачно, ветровито и студено време со локални краткотрајни врнежи од снег. Максималната дневна температура 3 степени Целзиусови. Во среда над најголем дел од Европа стабилно со сончеви периоди надпросечно топло за овој период од годината. Студено во југозападна, јужна, југоисточна и источна Европа, со невообичаено ниски температури за овој период од месец март. Над британските острови дожд, во јужна и југоисточна Европа дожд и снег. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност. Локално во централните и јужните делови од полуостровот зголемена облачност. На крајниот југ и исток од Балканот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 1 до 10 степени Целзиусови. Во Македонија во среда студено утро со пат на утринските температури, појава на умерен мраз, минималната -10, максималната 1. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди на ветровето и студено. Максималните дневни во државава од -1 до +7 степени. Во Охрид во среда умерено облачно време. Ке има и сончеви периоди, ке биде ветровито и студено со североисточен ветер. Минималната -4, дневната 2. Во четврток умерено облачно. Ке биде нестабилно. Ке има врнежи од снег, ке биде студено. Минималната -5, дневната 2. Петок и сабота студени утре и ниски температури од -6, односно -7 степени во Охрид. Во текот на денот сончево со локална облачност и само 1 степен над нулата максимална дневна температура. Топ 7 производи со дури 70% попуст по повод 7-миот роден ден на Комодита Хоум. Душекот алоe вера сега може да биде ваш за само 3399 денари. Купете го душекот Мемори со 50% попуст и добијте дополнителни 30 евра роденденско намалување. Над душекот Silver Plus 2499 денари. Сет за готвење Гранитек 6149 денари. Тава Комодита 499 денари. Сет прибор за јадење Ректа 1799 денари. Перница Air Memory 1999 денари. Комодита Хоум. Ги прославуваме најубавите моменти од изминатите 7 години. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар.
Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Не стивнува изградбата на дивоградби во Националниот парк Галичица. Се гради на приватно, но се приграбува и земјиште во сопственост на државата. Институциите инертни во однос на поднесените пријави од службите на Националниот парк за нелегално градење. Додека Министерот за транспорт и врски повикува секој инспекторат да постапува по надлежностите, од Општинскиот инспекторат тврдат дека до нив немало пријави за дивоградби во рамките на паркот. Изградбата на дивоградби продолжува во Националниот парк Галичица, а надлежните институции толерантни кон бесправните објекти изградени во Националниот парк. Бесправно се градело во најатрактивните делови на крајбрежјето, како што се населбите Трпејца, Пештани, Велестово, Коњско, Рамне и Љубаништа. Се граделе нелегални објекти во зоната за одржливо користење, но и во строго заштитената зона на паркот. Од националната установа Национален парк Галичица напоменуваа дека се градело на приватни имоти, но се узурпирало и државно земјиште. Оваа национална установа пријавила 12 дивоградби во 2021 и во двата месеци од оваа година. Нелегалните градби ги пријавиле до Општинскиот инспекторат, до Државниот градежен инспекторат, до Основното јавно обвинителство, до Народното правобранителство, до Министерството за животна средина и просторно планирање. Месец и половина ТВМ телевизија бара одговор од Општинскиот инспекторат дали постапиле по добиените пријави од Националниот парк Галичица. Но од Општинскиот градежен инспекторат вела дека нема пријави за нелегални градби во Националниот парк. Апелирам до сите институции, заедно сите сме во оваа битка да овозможиме да сите контроли, инспекции и второстепени на некој начин од општината и првостепениот орган инспекцијски, Државниот инспекторат за градежништво биде на терен да ги контролира и да ги санкционира сите вакви појави и во Охрид, но и во целиот овој регион. Сметам дека со заедничка борба треба да постигнеме да го заштитиме Охрид и Охридскиот регион. Планот за управување мора да се почитува и таму каде што има веќе донесени детални урбанистички планови, доколку планот за управување со порестриктивни параметри да се почитува планот за управување, за да покажеме и на дело дека ова кое што го нуди УНЕСКО, кое што сме го зеле како обврска, го почитуваме. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски од Охрид повика сите надлежни институции да постапуваат според надлежностите за да се спречи неконтролираното градење во Охрид, крајбрежјето и регионот кој под заштита на УНЕСКО. Инспекторите се должни да прават контроли секојдневно и да ги отстрануваат дивоградбите, кажа Бочварски. Невладините организации и граѓани се обратиле до Министерството за транспорт и врски и побарале да се направи контрола на терен да се спречат дивоградбите, а Охрид регионот и езерото да го зачуваат статусот на заштитено подрачје под УНЕСКО. Жената во југозападниот регион во земјава се уште го нема заслуженото место во општеството. Ово го покажуваат анализите на невладините организации, според кои најкритично е во руралните средини со албанска етничка заедница. Во регионот досега немало ниту една жена градоначалник.
Голем дел од жените не си ги знаат основните права, немаат лични документи, често се подчинети, обесправени и омаловажувани. Ова се резултатите од анализата на невладината инклузија во југозападниот регион во земјава. Најкритично е во руралните средини со албанска етничка заедница. Жената мисли дека местото е во кујната, а неретко е жртва и на семејно насилство, кое се премолчува. Се премолчува за жал поради менталниот склоп кој што преовладува таму и ние како индивидуи, како граѓански активисти, како организации, колку и да се трудиме, не можеме сами да одиме против тоа. Правиме чекори за унапредување на нивниот квалитет на живот, да ги вклучиме во општествените процеси, меѓутоа проблем представува што голем дел од нив припаѓаат на оние нит групи, односно непрепознаени во системот. Најголем дел од нив се соочуваат, значи нема лични документи, се соочуваат со низок степен на образование, кај нив се уште преовладува мислењето дека местото на жената е во кујната и таа не може да придонесе никако, на никаков друг начин, освен внатре во семејството. И по повеќе од 1 век, поголем процент од жените се невработени и се уште има машки професии. Многу треба да се работи на полето на родовата еднаквост, бидејќи жените го немаат заслуженото место, сметаат активистите. Како жени можеби се уште не се чувствуваме доволно сигурни дека можеме како авторитети да влијаеме на нешто повеќе во делот на промената на политиките. Иако како општествено одговорни личности сепак сме длабоко застапени кога станува збор барем за политиката. Меѓутоа се уште во овој западни дел од Македонија ние се уште живееме во матриархат каде што повеќе се слуша машкиот отколку женскиот глас. Во југозападниот регион во земјава досега немало ниту една жена градоначалник. Чекор напред е незината позиција како претседавач на совет во одделни општини. Градоначалникот на Охрид со честитка до своите сограѓанки по повод 8 март. Ова е денот кога славите за својата моќна енергија со која ги остварувате сите соништа. Бидете горди што сте мудри и јаки и што имате доволно снага да го промените целиот свет. Посакувам секој нареден ден да ви биде исполнет како денешниот со многу љубов, внимание и убави мигови. Се вели во честитката од градоначалникот Кирил Пецаков. Од денеска е достапна веб платформата screening.mk за закажување превентивен преглед за рана детекција на рак на грлото на матката. Националната комисија за рак на грло на матка преку воведување на оваа новина сака да допре до одредени целни групи жени да учествуваат во овој скрининг. Во рамки на заложбите на Министерството за здравство за заштита на женското здравје, токму на Меѓународниот ден на жената информира дека почнува со организиран скрининг за рана детекција на рак на грло на матка. За закажување превентивен преглед од денеска е достапна веб платформата screening.mk. Со организиран скрининг оваа година се опфатени жените на возраст од 36 до 45 години, кои во последните 3 години немаат направено ПАП тест. Прегледот во рамки на овој скрининг за оваа возрастна група е бесплатен. Веб платформата screening.mk е директно поврзана со системот Мој термин и матичниот гинеколог, веднаш добива информација за пријавени пациентки, пошто ги известува во кој термин е закажан прегледот. Согласно распоредот предвиден во планот за ПАП тестирање, матичниот гинеколог ги повикува жените, информирајќи ги за точниот датум и час кога треба да се направи ПАП тестот. Мој термин во соработка со Националната комисија за рак на грло на матка, изминатиот период интензивно работеше на оваа новина и за прв пат на овој начин жените од предвидена група можат да се пријават да учествуваат во овој скрининг, а целта е да се зголеми опфатот на жени кои ќе направат преглед, имајќи предвид дека раната детекција и превенција на ракот на грлото на матката е еднакво важна и во услови на пандемија. Годинава се издвоени приближно 11 милиони денари за оваа програма во рамки на програмата за рана детекција на малигни заболувања. Ракот на грлото на матката е 4 најчест тип на канцер кај жените во светски рамки, а во нашата држава во просек годишно заболуваат околу 150 жени. Под слоганот "Сиромаштијата има женско лице", денеска активистки и активисти маршираа за женски права во Скопје.
Не ни треба цвеќе, дајте ни права и еднакви можности, скандираа учесниците на протестниот марш на релација од влада до паркот Жена Борец. Стотици активисти денеска по повод Меѓународниот ден на жената се собраа пред владата, означувајќи го почетокот на 6-тиот марш за женски права, организиран од платформата за родова еднаквост и активистките за женски права. Скандирајќи сиромаштијата има женско лице, активистките подсетија дека и покрај тоа што жените се еднаква половина од населението во државата, се уште не уживаат еднакви права во речиси ниту еден аспект од нивните животи, на работа или дома, во политиката и социјалниот живот, а државата во која жените не се вклучени како еднакви е држава во која нема напредок. Тие одговорноста ја лоцираат во институциите кои поради отсуство на политики, стратегиски документи и механизми кои го поддржуваат унапредувањето на родовата еднаквост и правата на жените, дозволуваат системска дискриминација и насилство, но и во недостигот на родово сензитивни мерки за справување со пандемијата со COVID-19 и на механизми за економско јакнење на жените. Сметаат дека ова, меѓу другото, се должи и на невклученоста на жените во креирањето на политики и мерки, како и во носењето одлуки кои ќе ги земат предвид потребите на сите граѓани и граѓанки. Во нивното обраќање, активистите побараа ефективни политики и мерки за справување со последиците од пандемијата кои ќе вклучуваат родова перспектива, функционални инспекциски служби кои спречуваат експлоатација и дискриминација на работничките, најмалку 40% учество на жените во секое ниво на власта, итно усвојување на стратегија за родова еднаквост и донесување на закон за родова еднаквост, итно усвојување на нов закон за работни односи кој предвидува заштита на работничките за време на бременост, раѓање и родителство, креирање и имплементација на нови мерки за вработување кои им се достапни и ги земаат предвид спецификите на сите маргинализирани групи жени, особено ромките, жените со попреченост, жените жртви на насилство и самохраните мајки, итно усвојување на амандманите во кривичниот законник за хармонизација со Истанбулската конвенција и сеопфатна заштита на жените од насилство. По обраќањето на активистките пред владата, присутните продолжија порутата до паркот Жена Борец, каде што со завршни обраќања беше означен крајот на годинешниот марш за женските права. Општина Охрид распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви за доквалификации и преквалификации на невработени и социјално загрозени лица. Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување, Општина Охрид согласно годишната програма на Оделението за локален економски развој, во која се предвидени активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на трудот, распиша оглас за спроведување бесплатни курсеви за сметководство, дактилографија на компјутер, курс за CNC машини, основен курс за компјутери, офис канцелариски курс вонредно до оформување на образование на возрастни, само за социјално загрозени лица, ракувачи на парни котли, монтер на нисконапонски инсталации, козметичар, професионално шминкање, слаткар и германски јазик. Предност на пријавување за овие курсеви имаат лицата кои се со статус на невработени во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Охрид, евидентирани како лица кои активно бараат работа и социјално загрозени лица кои ќе достават потврда од Центарот за социјални работи, но и вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат. Курсевите ќе започнат доколку се оформи група од 10 до 15 учесници. Општина Охрид го задржува правото некој од курсевите да не се реализира доколку нема интерес. Изборот на учесници ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да ги пополнат потребните образци кои се поставени на официјалната интернет страна на општината ohrid.gov.mk. Изминатава недела регистрирано е намалување за 1/3 на бројот на новозаразени и починати лица од COVID-19 во Македонија, покажува неделниот извештај на Институтот за јавно здравје. Во периодот од 28 февруари до 6 март регистрирани биле 2504 нови позитивни случаи на вирусот во 34 градови во државата, што е намалување за 32,5% споредено со една недела претходно. Во истиот период регистрирани се и 44 смртни случаи, што е намалување од 35,3%. Од Институтот за јавно здравје соопштија дека повеќе од половина од регистрираните случаи биле во Скопје, 56
36,6%, додека највисока неделна инциденца е регистрирана во Кавадарци, Скопје и Демиркапија. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 6 години, 28,2%, а најмал е бројот регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години, 4,1%. Во однос на претходната недела се забележува и намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, со најзабележително намалување од 46,9% во возрастната група од 0 до 9 години. Од пријавените 44 починати лица, 42 биле на возраст над 60 години, а по едно починато лице било регистрирано во возрастната група од 40 до 49 и од 30 до 39 години. Во текот на минатата недела вкупно се пријавени и 372 реинфекции со намалување за 31,5% во однос на претходната недела. Од Институтот за јавно здравје исто така информираат и дека заклучно со 5 март вакцинирани се вкупно 871.082 лица со барем една доза вакцина против COVID-19. Целосно вакцинирани со 2 дози се вкупно 850.803 лица, а трета бустер доза примиле 144.391 лице. Во продолжение да погледнеме што беше актуелно денес во светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски дава шанса за решавање на конфликтот во Украина. Прашан за можноста за признавање на Крим и Република Донбас, Зеленски рече дека постои можност да се разговара за тоа. Можеме да разговараме и да најдеме компромис за тоа како луѓето ќе продолжат да живеат таму, рече Зеленски на прашањето им за можноста за признавање на Крим, народните републики Донецк и Луганск. Претходно помошникот на председателот на Русија и шеф на делегацијата за преговори со Украина Владимир Медински за интервју за Russia Today изјави дека се надева во текот на преговорите ќе се најде решение на темата за признавање на Крим и Донбас. Започна 13-тиот ден од инвазијата на руската армија на Украина, а Русија го прекина огнот со примирие за да може да се евакуираат цивилите. На објавеното видео се гледа како цивили од Суми се качуваат во автобуси за да го напуштат градот. Првата група граѓани веќе е евакуирана, а долги колони автобуси се прикажани на патиштата. Ширум источното крајбрежје на Австралија објавено е предупредување за поплави, а десетици илјади граѓани на Сиднеј веќе ги напуштија своите домови во текот на обилните врнежи од дожд во најголемиот град во земјата каде предградијата се веќе поплавени. Реките во источниот дел на Австралија се на максимално ниво на коритата по рекордните врнежи од дожд во неколку делови од Квинсленд и Нов Јужен Велс во изминатите неколку недели. Полицијата во Квинсленд потврди за еден смртен случај на маж кој исчезнал на 27 февруари, па вкупниот број загинати достигна 20 лица од почеток на кризата. Силен дожд денес го зафати Сиднеј, а во поединени предградија од вчера паднаа 200 мм дожд, со што е надминат мартовскиот просек од 140 мм, јавуваат медиумите. Околу 5 милиони жители на градот добиле предупредување да не тргнуваат на пат без потреба и навреме да го планираат движењето низ градот со јавниот превоз. Застрашувачко торнадо во саботата усмртило 4 членови на семејство од Ајова Сад, татко, ќерка и син загинале, а еден од синовите преживеал додека мајката се бори за живот. Мајкл Болгер, 37 годишен татко на 3 деца, исчезнал во невремето заедно со 2 годишниот Овен и 5 годишната ќерка Кинли. Постариот син Брајсијан преживеал, но неговата мајка Кури има сериозни повреди. Њујорк Пост пишува дека Болгерите биле во посета на семејство од Блу Спрингс, Мисури. На GoFundMe е отворена страница за покривање на трошоците за погребот и лекувањето на мајката на Брајсен. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.